Дали сме исти или различни? Имаме ли исти потреби или може би не? Желбите какви се на едните, а какви на другите? Во овој случај ќе разговарам и одговори ќе ми даде мојот денешен гостин, Ирина Ружен, програмски директор на Заводот и музејот Битола. Добре дојдовте во Мега и во новото студио на утринската програма. Ви благодарам за поканата. Се надевам дека ќе одговориме на прашањата во врска со пристапноста. Прилогот кој што пред малку го видовме ние и нашите гледачи зборува за тоа дека Заводот и музејот Битола не застанува околу она што го постигнал и она што го направил, туку оди напред и неговата интенција е отвореност, пристапност на самиот музеј за сите граѓани подеднакво и вие посетувавте обуки конкретно како тоа да го направите. Така е, значи нашата институција, Завод и музеј Битола, бележи голема бројка на посетители, секоја година повеќе и повеќе. Меѓутоа, од минатата година, ние започнавме да размислуваме за пречките кои што ги има нашата институција, за оние кои што сакаат да не посетат, а се спречени тоа да го направат. Се работи за пристапноста на културното наследство за луѓе со инвалидитет и за луѓе со различни пречки. Јас имав голема среќа да бидам член на Балканската музејска група за пристапност, која што работи во склоп на Балканската музејска мрежа, а под водство на експерти од Велика Британија, конкретно Мишел Тейлор, која што ни даде насоки за тоа како нашите институции да станат пристапни за сите. Кога велиме за сите, мислам на сите оние кои што се попречени од нашата околина да имаат пристап до културното наследство и до настаните од областа на културата. Ирина, често се случува кога разговарам со вас на оваа тема да ме поправите, значи тие не се луѓе со посебни потреби, туку се луѓе со попречености. Так. И она здравствена диагноза која што тие имаат не е пречката и не е предмет на дискусија, нели, колку што е онаа просторна бариера, овозможување на пристап за лица кои што се со количка или телесни инвалиди и слично. Да им го појасниме ова на нашите гледачи, обуките редовно ги правите, ако не се лажам, на секои 6 месеци. Така е, значи секогаш човек учи и јас тоа велам дека до крајот на животот сигурно ќе учам, така да и јас од минатата година слушнав дека не се тоа посетители или луѓе со посебни потреби, тие се луѓе со исти потреби како и нашите. И тоа право на пристап им е загарантирано со тоа е човеково право. Значи, кога зборуваме за луѓе кои што се во колички од различни причини, ние велиме луѓе со инвалидитет. Медицинскиот модел се грижи за тоа која е диагнозата, зошто тие се во количка, лични податоци, меѓутоа нас тоа не интересира и не треба да не интересира. Значи тоа е дискусија за медицината, а ние разговараме за социјалниот модел. Социјалниот модел значи дека ние ги отстрануваме пречките кои што се од нас направени за тие да имаат пристап до она што сакаме ние да го презентираме. Значи, кога зборуваме за социјалниот модел, тука е физичката пречка. Например, високи скали, високи прагови, многу скали до поставките. Меѓутоа, тоа во денешно време се решава многу лесно, бидејќи сега архитектите кои што креираат згради, дали се тоа за музеи или така натаму, работаат на тоа да имаат универзален дизајн. Универзален дизајн значи дека секој има пристап до таа зграда, до таа поставка или до тој локалитет. Нашата зграда конкретно, и во друг разговор со вас спомнав, дека е споменик на култура. Самата зграда ги има сите скали и сите прагови кои што ги има. И затоа беше многу тешко кога почнавме да разговараме за пристапност на Завод и музеј Битола и поставките за сите овие луѓе со пречки, но тврдам дека идеалното решение најдено, бидејќи ние не правевме никакви интервенции градежни на нашата зграда, туку
со поддршка на Министерството за култура, набавивме лифткар или гасеничар, со кој што ние можеме да ги понесеме нагоре сите оние кои што сакаат да не посетат. Исто така набавивме и рампи, кои што се поставуваат на 2 до 3 скали, со посебен агол, тоа е стручно одредено под кој агол, исто така и магазата можеме да ја направиме пристапна, како и Завод и музеј зградата. За сите овие искуства да ги прибереме и да знаеме како треба да делуваме и пред се да ги препознаеме кои се пречките, вие посетувавте обуки, како што напоменав, меѓутоа посетивте и многу музеи на Балканов. Ако не се лажам, во Атина бевте, во Хрватска Сараево имавте и Загреб. Да. Так, спор два повеќе околу тоа, како таму изгледаат музеите? Имаат ли тие вакви проблеми од нашиот тип, кога станува збор за еден музеј? Генерално, по моje знаење, не се градат нови музеи во моментов, туку се веќе постоечки објекти кои сведочат за минатото и сами по себе се предиспозиционирани, така да се изразам, да бидат музеи. Значи, нашето прво сретнување со оваа тема беше минатата година во јуни со Мобилност, Сдруженијето за лица со телесен инвалидитет, кои што ни дадоа насоки и фирми кои што увезуваат опрема за помош на лицата со инвалидитет. Тоа беше првиот чекор, така да подоцна нашата институција се приклучи на маршот кој што беше организиран од магазата до Центарот за култура, каде што учествувавме исто така и на конференција со свое размислување за пристап на културното наследство. Значи, во секоја институција, вие ако работите нешто за некого, треба да се консултирате со него. Во секој случај. Значи, ние правиме консултации со лицата со инвалидитет, со лицата со пречки. И не залудно ние подпишуваме меморандум за соработка со сите нив, бидејќи што и да ние мислиме дека е одлично направено, додека не го пробаме и разговараме со нив, нема да има толкава вредност. Она што споменавте за обуките, да, значи во првата моја обука во Атина за пристапност, ми покажа дека новите музеи, новите згради кои што се прават, и тоа како размислуваат на нивната пристапност. Впрочем, тоа и во нивниот закон за градежни активности наложува секој музеј или институција од областта на културата да ја биде пристапен. Проблем е кај оние стари згради кои што се споменици на култура, кои што не размислувале пред 100 или 150 години за пристапноста, така да во сите градови и Атина, и Сараево, и Загреб, видовме различни примери. Сите имаат желба да бидат пристапни, кај некој оди потешко, кај некој е полесно, зависно од типот на зградата и околностите кои што ги имаат во самата зграда. Бројот на посетители, сама кажавте дека од година во година се повеќе расте во Заводот и музеи и останатите изложбени простори кои што располага Заводот. Ајде да отвориме, можеби чудно, можеби не, меѓутоа, важна ли е оваа публика да дојде и да види? Бидејќи сигурна сум кога доаѓаат посетителите, веќе доаѓаат подковани со одредено знаење, само во институцијата го надоградуваат знаењето или едноставно прават визуализација на она што го знаат и познаваат. Бидејќи малку е смешно да посетите музеја да не знаете зошто го посетувате во секој случај. И сега кога станува збор за лица со попречености или со пречки, дали се важни како посетители, како туристи, како лица кои што треба да дојдат, да се едуцираат, да видат, да задоволат желби и потреби? Така е, значи сите се подеднакво важни посетители во музеите и во другите институции од културата, дури и за оние кои што се слабовиди или слепи, имаат огромна желба да се запознаат со културното наследство. Тоа е нешто што малку подолго ќе го разговараме, те молам. Сакав да се надоврзам на ова прашање кое што го поставив бидејќи и сама рековте, порано не се размислувало во однос на потребите на лицата кои што имаат попречености, бидејќи такво беше и општеството. Свеста кај луѓето не беше до тој степен развиена за рамноправност на сите луѓе
да бидат исти, она што нели го најави во самата најава. Кажете ми, има ли план за наредна обука кога станува збор нели за пристапноста на музеите? Па да, ова е циклус на 3 години, во кој што на секој 6 месеци ќе се сретнуваме, ние 9 од сите различни балкански земји, во кој што имаме прилика да се надоградуваме и да правиме програма за луѓето со пречки во рамките на нашите едукативни активности, бидејќи не е решение дека вие сега ќе имате лифткар и дека го решивте проблемот за пристапноста. Има многу што треба да се научи и примени во однос на програмата која што ја подготвувате за лицата со пречки. Така да, после ова во Загреб, која што беше пред 2 седмици, наредната ќе биде во месец септември, мислам дека ќе биде тоа Тирана, така да ќе има уште неколку фази на едукација за пристапноста. Ирина, ќе продолжиме понатаму со разговорот, меѓутоа во овој момент ќе го најавам уште еден прилог кога станува збор нели за потпишувањето на меморандуми и соработка со здруженија кои што нели така се грижат за луѓето кои што имаат пречки. Во рамки на проектот Музеј за сите, музеј за понесување и со негова крајна реализација, кој се организира во партнерство на Националната установа Завод и музејот Битола и Роднокрајниот музејот Књажевац, музеите ќе бидат подостапни за сите граѓани, а со најголемо внимание посветено на маргинализираните групи во општеството. Со организираната обука за изработка на тактилни мапи, вработени во музејот во Битола ќе можат истите да ги изработуваат и да го доближат музејот до сите. Добивме и една многу сериозна машина, тоа е фузер, со која што ќе правиме тактилни мапи. Значи, нашата колешка од Сараево ќе обучи 8 лица кои што ќе работат на тактилните мапи. Татјана Милена Милошевиќ-Мицич ги презентира предметите, бидејќи ние ги разменивме експонатите од музејот, Роднокрајниот музеј во Књажевац и Завод и музеј Битола. Низ различните одржани консултации и соработки помеѓу музеите во Битола и Књажевац се дојде до констатации дека од суштинско значење е да им се овозможи и на маргинализираните групи пристап до културните институции. Оно што е веома важно е да сме комуницирали. Она што е доста значајно е дека комунициравме и со сите целни групи без разлика на проблемите и ситуацијата во нашето општество, со сите здруженија на лица со инвалидитет и да ги слушнеме нивните вистински потреби, а не ние да ги наметнуваме решенијата и она што ние го мислиме. Она што е од суштинско значење е дека имаме комуникација и со децата, училиштата и стручните служби и дека пошироката јавност тоа го препознава. Заводот и музејот Битола денеска потпиша и меморандуми за соработка со неколку граѓански организации за понатамошно продлабочување на постојната соработка. Во Битола од проектот отворивме ресурсен центар за деца со оштетен вид во основното училиште Трифун Пановски. Ја користам приликата до сите граѓани на Битола да упатам апел кои што имаат слабовидни и слепи деца да ги запишат во школото, каде што специјализирани, значи едукатори, специјални едукатори работат со децата секој ден на дополнителна настава. Она што беше најавувано во претходниот период, односно набавката на помагала за лицата со инвалидитет, сега е конечно завршена и истите ќе бидат инсталирани во музејот. Можно и да сме и првата установа во на тлото на Република Македонија, со поддршка на Министерството за култура. Значи ги набавивме сите средства, се што е можно да го возможиме пристапот на лицата со инвалидитет до нашата музејска збирка. Се овде сега што направивме, сите меморандуми кои што ги потпишуваме, ќе продолжиме наредната година, како што беше и досега, и се надеваме дека повторно Министерството за култура ќе не поддржи. Со завршницата на овој проект, сите граѓани ќе можат да ги почувствуваат музејските поставки во Битола, со што дополнително музејот ќе биде поблизок и до најмладите. Ко погледнавме прилогот кој што ни кажуваше за соработката со Књажевац, ако не се лажам, со тамошниот роднокрајен музеј, видовме потпишување на меморандумот за соработка, го видовме она најавено лифткар, нели како една од пречките која што се затвори како прашање во однос на пристапноста.
Кажете ми како дојдовте на идеја за соработката и збор два повеќе околу изработката на оние тактилни мапи, на оние, како да ги наречам, копиите нели, од самите експонати кои што музеот ги има. Значи, на првото ваше прашање, музеот од Књажевац. Господјата Милена Милошевиќ-Мицич, директорката на музеот од Књажевац, е жена која што е член на таа балканската музејска мрежа за пристапност и ние одлучивме заедно со неја да аплицираме на проект на балканската музејска мрежа, кој што беше прифатен за да направиме обуки, да ја подигнеме свеста за значењето на програмите за луѓето со попречености, така започна нашата соработка. Ние имавме прилика и да одиме во нивниот музеј, тие дојдоа во нашиот музеј и во соработка со колешката Татјана Мјатовиќ од Сараево имавме голем број на активности, работилници, тренинзи за тактилни мапи и за тактилност, односно проектот беше наречен Музеј за понесување, музеј за сите. Тој беше проект така наречен заради што предметите кои што ги има во нашиот музеј беа направени копии од предмети на музеот од Књажевац и од нашиот музеј и ги разменивме, односно ги дуплиравме, така да нашите слабовиди и слепи лица, па и луѓето кои што живеат во домови за стари лица и децата кои што живеат подалеку од Битола во селата, ќе имат прилика да се запознаат со приказните за секој од тие предмети. Тој кофер, всушност не е обичен кофер, туку е касела, копија на наш музејски предмет, кој што исто така содржи во себе приказна и носи информации за едно минато време. Ние соработувавме со колегите од Сараево во врска со нивното големо искуство за изработка на тактилни мапи и тактилни слики, бидејќи тоа е еден посебен сегмент, многу сензитивен, а таа многу добро го познава, значи Татјана Мјатовиќ, и воедно одржа обука за наши вработени и за наши соработници, дефектолози, бидејќи ние добивме и една машина, PF Фузер. Таа машина може да ни помогне во изработка, односно печатење на тие тактилни мапи и тактилни слики. Тие се многу специфични, бидејќи треба внимателно да се изработат на нешто. Една прилика разговаравме кога станува збор за пример прикажување на една слика која што содржи голем број на елементи. На тактилната слика работите се упростени. Така. Објаснете ни зошто, да им објасниме на гледачите, многу интересен тој момент. Значи во тактилните мапи слепите лица и слабовидите добиваат мапа за движење доколку се без придружник. И таа е безбедна и ги дава сите информации за просторот и по неа со допир можат да се движат низ нашата зграда. Меѓутоа, тактилните слики прикажуваат некоја уметничка слика на која што има многу елементи, меѓутоа за подобра представа на корисникот, тие се упростени и намалени. Значи, онаа слика што ви ја покажав, тоа беше, значи, девојка која свири на гитара со многу голема коса и многу локни. Меѓутоа, за да го свати тоа лицето кое што ја допира, може да се прикажи само со една лукна или две жици на гитарата, или книгата не мора да има линии колку што има на оригиналот, значи може со две линии да се представи, или прозорот ако има тешки завеси, со многу набор, тоа ќе се представи на една многу поупростена техника. Така да ние ќе правиме тактилни слики во рамките на проект кој што го добивме од Министерство за култура сега, оваа година. Имаме работилници за лицата со пречки и исто така ќе изработиме тактилни слики на мозаикот во Хераклеја. Ние сега заедно со мојот колега Јове Парговски почнавме да размислуваме, а тој веќе работи на тоа,
Значи да го доближиме мозаикот до слепите лица во Битола и пошироко, меѓутоа и за сите други. Значи зборуваме за универзален дизајн. Така. Ќе се навратам на каселата. Каселата е прилично малечко предметче, така да се изразам, кое што во себе може 3 до 4 нивоа да содржи, меѓутоа и по неколку од тие копии кои што ги содржи музеот како експонати. Во една прилика ми кажавте дека тие после известен период се менуваат, бидејќи нови се прават и се сместуваат во каселата, и тој, така да го наречем, патувачки музеј може да ја сврти државава ако не да излезе и надвор, нели, од границите. Така е. Каселата е копија, значи, во мал формат, на наш експонат, кој што има неколку слоеви, поставени на стиропор, значи, за да не се искршат, иако се тоа копии. Имаме, значи, сега во моментот 2 нивоа, меѓутоа ќе бидат обновувани, именувани, бидејќи тие предмети ќе имаат и своја приказни на Брајлово писмо, кое што ние го подготвуваме, а видовме дека предизвика интерес кај нашите партнери од скоро Асоциацијата на слепи лица. Ние направивме еден тест и направивме текст во соработка со мојата колешка етнолог доктор Мери Стојанова, текст разбирлив за нив за приказната што ја носи каселата, така да имавме неколку членови од асоциацијата кои што сакаа и пробаа да прочитат и разбраа, значи беше тоа еден успешен тест. Така за секој од предметите ќе имаме приказна и аудио и со презентер во живо, меѓутоа и текст на Брајлово писмо. Дополнително да појасниме само дека кога станува збор за копиите, тие се изработени од еден материјал, што не значи дека секако оригиналот, меѓутоа сето тоа им се појаснува на лицата кои што имаат проблем со видот. За каков вид станува збор кога станува збор за оригиналот, нели, како е изработен, што представува, тоа би содржале, нели, самите основните информации. приказни. Значи кога почнувате да го презентирате предметот, се кажува дека е овој предмет оригинал е изработен во бронза, овој е изработен во керамика или монета. Ова монета е изработена од сребро и датира од тогаш и тогаш. Значи се кажува основни информации. Во случајот наш монетата е многу голема. Така, значи, за разлика од оригиналот. Имаме голем број на предмети кои што се изработени во бронза или мермерни, а во моментот ние ги презентираме во керамика, така да основните информации се тие пред Дали да е се тешко каже. да се изработат тие копии? Па не, значи Колку време, примерот, зема да се изработат 3 до 4 копии за да може каселата да биде полна? Па зависи од предметот. Значи има предмети кои што се поспецифични, потешки, со повеќе елементи. Има предмети кои што немаат многу информации на себе, така да за кратко време се прави калап, па потоа се прави и копијата. Копијата. Споминавте во еден момент изработка на програми. За каков вид на програми станува збор и што е на што тие предвидуваат, нели? Значи, нашата институција, колку и да сака да направи програми за лицата со пречки, лицата со инвалидитет, не може тоа сама да го направи. Без оглед на тоа што јас одам на обуки, без оглед на тоа што имаме огромна желба сите ние да бидеме со овие луѓе, ние консултираме и дефектолози, и стручни лица, кои што многу ни помагаат. И во оваа прилика сакам да ги поздравам Андријана Шокларовска од Училиштето Климент Охридски, таа е дефектолог, исто така и Тесалија Жирова, која што е дефектолог во Кочурацин, тифлолог, значи специјално за слепите и слабовидите лица, кои што многу ни помагаат и ни даваат насоки. Ние никогаш не можеме да знаеме и да бидеме во ситуација да се чувствуваме како слабовидите или како слепите, меѓутоа нивната стручност, подкованост ни помага во нашата инвентивност и желба да изработиме нешто што ќе биде од корист за тие посетители. Денеска имаме само уште еден настан во Заводот и музеј, би сакала збор 2 околу тоа, значи зашто станува збор, за каков вид на изложба имаме најавен или за посета на амбасадата од Франција? Да, тоа е изложба Божествена убавина,
слики од храмовите во Долна Нормандија, така да ве поканувам да дојдете и се надевам дека во малата сала наскоро ќе ве поканиме и на ваше присуство со нашите луѓе со пречки, нашите луѓе од Асоциацијата на слепи, со кои што подпишавме соработка и многу се радуваме и ние и тие, и ќе бидете во тек со оние програми кои што ние ги подготвуваме за нив. Така, уште малку ќе се вратам на оној дел со подпишувањето на меморандумите. Тука се неколку здруженија, граѓански организации, кои што нели ги вклучуваат ресурсниот центар, ако не се лажам. Значи, првиот меморандум за соработка на оваа тема беше со мобилно здруженијето, уште минатата година, а оваа година, во рамките на овој настан кој што претходно прилогот го емитувавте, беше подпишан меморандум за соработка со Кочо Рацин, училиштето, беше подпишан меморандум од Асоциацијата на слепи и со ресурсниот центар во доктор Трифун Пановски. Таму работаат двете наши соработнички на многу софистицирана опрема, која што нас многу ни значи во моментов, а ние добивме дозвола да работиме наши материјали на нивната опрема. Так. Тоа е на донација која што тие ја добија и мене ме радува дека не може институцијата Завод и музеј Битола наеднаш цела опрема да ја купи и да ја набави, меѓутоа во моментов ќе користиме дел од нивните апарати. Пријателите се секогаш добре дојдени, така викам јас. Така. Ирина, ви посакувам многу успех понатаму во сите зацртани планови кои што ги имате. Се надевам дека Заводот и музеј ќе служи за пример на цела Македонија во смисла на тоа што значи пристапен и нели универзален музеј. Се надевам дека денешната изложба ќе помине во најдобар ред, а вас ќе ве видам повторно тука со нови искуства прибрани, за да ги споделиме со нашите граѓани, нели, за да имаат можност да дојдат да видат што е што Заводот и музеј го работи. Така е, јас се надевам, бидејќи многу енергија вложувам во оваа тема, се надевам дека ќе имаме задоволни посетители. Со сите нив сме, значи, пријатели, соработуваме и ние сме тука за да ги исполниме сите нивни барања и желби и потреби кои што се еднакви како и нашите. Благодарам уште еднаш за гостувањето, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со малку музика.